Даниел, здраво. За прв пат си пред екраните на Hype Македонија. Ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник. Секогаш позитивен и насмеан, прекрасен како и секој пат од кога те знам. Кажи ми за почеток како си, што има ново кај тебе? Пред се, сакам да ти се заблагодарам на поканата и исто така да ти кажам дека многу ми е драго што повторно те гледам во оваа улога. Ние иначе имаме историја, се знаеме долги години нели како соработници. Одлично сум, како и секогаш. Даниел, денеска имаме прилика да дојдеме во твојот салон, во твоето студио, твојот втор дом, да не кажам. Сакам на почеток да разговараме за твоите почетоци. Стандардно прашање, нели, меѓутоа сите не интересира како еден млад и талентирано момче како тебе започнал на млади години да се занимава со оваа професија. Како свати дека ова е твојата животна пасија и како започна? Беше ли тешко? Па јас стално кажувам и во неколку интервјуа до сега сум зборувал нели на оваа тема. Јас не сум имал дилема околу тоа што сакам да бидам кога ќе пораснам, за цела среќа, и мислам дека тоа е една голема причина што ме донела до тоа каде што сум денеска, и затоа и стално викам, ги мотивирам сите оние. Бидете тоа што сте, што знаете дека сакате да бидете, и само бидете истрени. И тоа секако ќе резултира со успех. Започна доста млад да се занимаваш со ова. Напи се слободно. У наш така близок однос. Така, да. Што пиеш да знаат нашите гледачи, кажи ми? Пијам иначе чај од конско упавче, повторно сум на некој режим, така што сега во моментот правиме детокс. Така, не е лесно да се задржи убавиот изглед. Па мислам дека сите некако треба да обрнуваме повеќе внимание на грижата на себе, телото, посебно во еден ајде да кажам период или век во кој што живееме, кога сите се удрени на филери, на естетски корекции, внатрешноста никако треба повеќе да ја негуваме. Дали Даниел има естетски корекции на себе? Затоа те осудуваат најчесто. Да, мене ми е тоа феномен, кога ќе најдам на некој коментари од типот на леле колку е пластичен, леле прво ја не се доживувам, нели кога ќе ти рече некој пластичен, одма го зимаш како комплимент дека многу си убав. Јас себе се доживувам како еден нормален дечко, мислам физички сум задоволен од тоа како изгледам, меѓутоа немам естетски корекции, немам правено никаква операција. Многу често ми викаат претерал со ботокс, станува како па не сум, валјда тоа е некое добро светло, ја имам и бори и брчки, и мислам дека сето тоа добро си го носам и може уште малку вака да останеме у темпото само со нега. Така. Даниел, шминкерите и фризерите во Македонија живеат подобро од некои јавни личности, по тоа што го гледаме на социјалните мрежи. Работат. Мора тоа да не се изостави. Повеќе работат, затоа и подобро живеат. Имаат луксузни салони, скапи автомобили, ги гледаме често на екзотични патувања. Дали во вашата професија се врти црн кеш, еве под наводници, или навистина работата е толку исплатлива? Знаете како, мене ми е тоа апсолутен феномен кога некој ќе прави споредба во професија, секоја професија си носи нели свој приходи, а ќе заработиш онолку колку што работиш. Така да секој кој работи нормално е и да заработи. Ја мислам дека ние како фела сме многу вредни. Поздрав до сите мои колеги. Иако не може да се стане милионер од нашата професија во Македонија, зборуваме сега, ако ти си ја работиш работата, колку и да ја работиш, по 12-13 сати на ден, меѓутоа дека добро се заработува, апсолутно се заработува. Иначе, кога споредуваме со јавните личности, па знаете како, исто и за нив, колку и они ќе работат, колку годишни соработки ќе имаат и слично, тоа и ќе биде нели она колку и ќе заработат. Црни пари нема во денешно време, апсолутно. Јас сум од една генерација каде што порано, знаеш како, сега ќе бидам искрен, брутално, имаше и кеш пари. Сега веќе никој не ни користи кеш. Така да дури и најминимално наплатените услуги одат преку картица, се е тоа, меѓутоа така и треба да биде. Јас сметам дека со тоа ние предизвикуваме за доброто на оваа држава, колку можеме да одиме напред, нели да оди и системот. Така да само се надеваме дека и нашите тие услужни дејности кои ги даваме и целата таа, како да кажам, педантност и уредност во работата која ја нудиме, со тоа што секогаш се издава и фискални и нема црни пари во нашата фела, мислам дека треба само да ни дадат малце повеќе простор и ајде да кажам некој тип на поддршка.
Сведоци сме дека многу од твоите колеги отвараат во последно време луксузни салони големи што вредат многу, нели, илјадници евра. Што мислиш, дали е тоа заработено, нели, од целиот тој придонес и бизнис што го имале до тогаш, или сепак ете поддршка или спонзорство од некој друг? Знаеш како, јас нема да почнам од моите колеги, ќе почнам од себе, бидејќи секогаш ми било излишно да кажам било што ако немам да кажам нешто убаво за некого. Јас кога го отворив мојот салон кој е, нели, во центарот на градот, една поголема квадратура, нема што не слушнав за себе. Така беше исто и ти веќе ми ја пратиш и работата, знаеш. Исто е стално енигма, сигурно во прашањето ти стои нешто како автомобил, како таков часовник, накит и све. Се додека луѓето имаат интерес да влезат во животот или ајде да кажам во новчаникот на некој друг, едно, а тоа е само претажно. Знаеш, без разлика како и кој стигнал до тие средства, кој од моите колеги ја им честитам од срце, им посакувам успеси, знам колку сите напорно работат и се трудат и факт е дека се заработува. Можеби не се заработува милиони, меѓутоа многу често и луѓето се во заблуда колку нешто кошта, а доколку, нели, медиумот вика дека нештото кошта 200.000 евра, тоа чини многу помалку. Така што јас верувам дека секој успел сам да се избори за тоа и да не е сам и да има помош не е ништо страшно, зошто би било. Секој има право на помош и да ја прифати истата, меѓутоа треба да се цени она што го прави, а тоа е работата. Работат сите, се трудат и ние треба да правиме капа доле на тоа. Даниел, јавна тајна е дека многу македонски звезди од шоу-бизот не си ги плаќаат своите услуги, туку се разменуваат ете за реклама, компензација некоја. Дали тебе ти се случило да ти бараат бесплатна услуга? Или дали се ценкаат тие јавните личности? Знаеме дека ти соработуваш со многу од нашата естрада и од Балканот, можам слободно да кажам. Знаеш како, соработував со многу, тоа е вистина, меѓутоа тоа е некако на почетоците на мојата кариера. Јас веќе 20 години скоро сум во ајде да кажам свет и сум имал среќа од самиот старт некако да почнам со тронот, ајде да кажеме, во тоа време Елена Ристевска беше задолжена за промоцијата, која што можам да кажам дека никогаш не останала должна за било што. Секој проект со нејзе е дефинитивно најплатениот од тогаш па до сега. Станува збор за кога имаме кампањи, сликања и све останато и најнесебично ја промовирала мојата работа, така што ако гледаме во тој случај јас требало многу да платам, а не она на мене, а сепак се испоставило дека сум добил, нели, нормална финансиска поддршка за истото. Соработувам во моментов само со неколку јавни личности за кои што сметам дека се слика на мојата работа, оние кои што можат апсолутно да износат, притоа се имаме толку многу и артисти што секој кај секого може да се најде. Ние јавните личности некако низ време и секаде во светот е така, се користат за да ти испромовираат работата. Некогаш реклама на телевизија беше 4.000 евра по 20-30 секунди, а ние тоа можеме преку нив да го добиеме за 0 денари со нашата услуга, да допре до поширока маса и мислам дека тоа е еден компензацијски договор кој сите млади им препорачувам да го прават затоа што тоа носи еден голем успех, една порака, нели, до поширока маса, луѓето да ја видат нивната работа и да резултира со нови термини кои ќе бараат исти изглед како тој што го искреирале кај некоја јавна личност. Така да не сметам дека тоа е ниту како беше ниту ценкање, ниту дволичност од типот на дека некој не сака да плати за твојата услуга, напротив. Тоа е една соработка каде што секогаш имаш право да одлучиш дали сакаш да ја направиш или не сакаш. Постои ли јавна личност која ти е должник? Не можам да се сетам на нешто такво. Не, има продукциски куќи кои што се апсолутно должни за проекти кои што сме ги сработиле. Цела среќа па не ми доаѓа ништо на ум, иначе апсолутно сум транспарентен и ќе го именував истото. Само што не знаеш како им се имињата, па не можеш да се сетиш. Има проекти за кои сме останале неплатени, каде што и некогаш знаеш како не станува збор, пошто како што кажа ние стварно заработуваме. Иако јас сум некој кој што стално сите се смеат, буквално нема заштеда од 100 евра на страна, пошто сум стварно трошаџија, иако и кога ќе решам да штедам, мене не ми ни доаѓаат. Сега малце скокна во темата, меѓутоа ќе се вратам, има поента зашто ова го зборувам. И останува на тоа дека ние работиме и чекаме да дојдат. Така што сите оние кои што не ни исплатиле за тоа што го работиме е простено, тоа ни донело некои нови проекти и кои што биле платени и ќе бидат платени во иднина, така да некако е како инвестиција во self promotion, ајде да кажам.
Даниел, вака зборам во глобала, дали за твоите клиенти еве или странните личности, дали од тебе очекуваат да бидеш магионичар и да го направиш тоа нереалното од нив? Да ти донесат некоја фотографија на која што сака да изгледа точно така, меѓутоа знаеме дека секој си има нели свој израз, свој црти, па во никој случај не може да изгледа како на таа фотографија. Дали они го бараат тоа од тебе најчесто? Па знаете како, живееме во еден свет на толку многу корекции кои ги правиме на сликите. Тоа се некои фотошопи. Јас затоа и не сум последниве години сум многу малку активен на моите социјални мрежи. Луѓето кои што може да приметат тоа е 1 до 2 поста годишно, што е разочарувачки за некој што сака да ја следи мојата работа, меѓутоа овој тренд на толку многу фотошоп никако не ми се допаѓа, бидејќи кожата изгледа како кожа или и така ќе изгледа секогаш. Иако умешноста на мејкап артистот може да ја подобри ситуацијата и се тоа да изгледа перфектно, меѓутоа очекувањата е важно да се реални, а интернетот некако ги сврте баш у таа погрешна насока и многу често обично јавните личности знаат што све носи нели сите оние апликации и чуда, бидејќи тоа им е дел од работата, меѓутоа тоа станува збор за клиенти кои што имаат некаква прослава, се среќаваат прв пат со нашата услуга или втор пат, они очекуваат дека тоа е реалната слика, а не. Така да јас повеќе се трудам да пренесам една друга порака. Секоја жена пред си има стварно свој идентитет и убавина. Ние како мејкап артисти треба само да ја истакнеме, да изгледа сето тоа добро, затоа и задоволните клиенти мислам дека се во, ајде да кажам, 100% број од кај мене. Тоа го тврдам само од една причина што сум максимално посветен, правам апсолутно се за клиентот да е задоволен и да го има точно она што го има замислено. Ти се случило ли во твојата долгогодишна кариера некој да не биде задоволен? Знаеш како, секако да биде незадоволен. Тоа е нешто што ние го работиме и сепак може да се свига на поширока маса или не. Меѓутоа оној кој те одбрал знае точно што работиш, луѓето веќе баш истражуваат нели каде одат и зашто одат. Иако ми е многу драго што најчесто оставаат на нас да ние одлучиме како ќе ги средиме и слично, додека пак станува збор за тоа дека секогаш има простор да се поправат финеси, дали да се промени бојата на кармин, да се додаде повеќе ајлајнер, да се ублажат веги или слично. Ние сме соработливи кога станува збор за тоа, затоа не можам да кажам незадоволни клиенти, меѓутоа апсолутно се трудиме се што они ќе побараат да го без никаков проблем доведеме, затоа што секој си е научен некако да се гледа, посебно оние кои користат шминка и ние имаме апсолутно нели максимално разбирање према тоа. Даниел, сакам да допреме до една тема интересна во светот, меѓутоа табу кај нас. Некако тргнаме, да. Тара нема многу да биде задоволна со мојот озбилен однос, меѓутоа туку најдов на некој последниот период, еве се знаеш како дури и ти ме инспирираш, знаеш, ние се знаеме од едно време каде што медиумот имаше една посериозна тежина, каде што ние, ајде да кажам како представници на самите себе преку медиумот, имавме некој друг кодекс и на разговарање и на начин на говор и држање на тело и знаеш некако останато и секој те гледам и ме инспирира да се вратам нели еден тој додека веќе се е поинаку, луѓето се многу полабави, меѓутоа се надевам дека ќе ги задоволиме критериумите на Тара пред се, па после и на вашите гледачи. Даниел, во светот машката шминка е многу нормална. Дали она корективната секојдневна или она што е малце поупадлива, така. Но на Балканот, ако маш се нашминка, веднаш го осудуваат. Дали ти си шминкал некоја машка јавна личност? Што мисли за трендот за машката шминка и дали го поддржуваш? Па знаеш како, корективната шпинка во машкиот свет постои со години уназад. Меѓутоа може би и била табу тема, па луѓето толку не разговарале. Јас сум дефинитивно за тоа секој да има. Шминката не е алатка само за жени, апсолутно. Тоа е алатка пред се да го, како да кажам, да го искажеш она што го чувствуваш од внатре. Доколку некој се чувствува дека сака да носи темни трепавици или некоја боја на руменило или кармин и му прави чувство кое го подобрува она како се чувствува, зошто ние би биле тие кои ќе судиме? Мораме да престанеме да бидеме толку судливи. Дефинитивно живееме во еден век каде што секој еден човек има толку многу своји лични проблеми на кои што треба да се насочи. Јас тргнувам од себе, затоа можеби и не сум имал никогаш потреба негативно да искоментирам било ниту кој тренд, ниту која личност. Многу сме мислам дека заробени во еден свет на сопствено и лично незадоволство, па ни пречат работи кои што по ниеден основ
ниту не засегаат, ниту се наша работа. Зашто би било кого иритирало некој што е нашминкан? Ако така се осеќа добро, тој и треба да не интересира, нели? Дали е се луѓето добро и тоа е тоа. Така да немам ништо против, напротив, секој треба да користи шминка. Јас како момче користам шминка, корективно, нормално. Не сум фан сега да се видам себе со кармин или со сенка за очи, бидејќи не е тоа како јас се чувствувам. Ако би се чувствувал, би го направил. Немам никаков проблем со тоа и би одел така, без разлика кој колку и да осудува. Прва работа, ниту сум зависен од било кого во животот, ниту имам потреба да слушам било кого, а и кога слушам што има некој да каже нешто за мене, ми е толку неважно, туку јас добро се познавам себе, сум се изградил во тоа што сакам да бидам, да апсолутно немам проблем што и да коментираат. Така да, шминкајте се момци ако ви се шминка. Што треба да содржи НССР-от на еден маж? Во НССР што да носи еве за секојдневна шминка, твој совет? За шминка зборуваме сега за декоративна. Секако треба да имаме добар мојсчерайзер или тоа е хидратантна крема за лице, коректор или консилер. Консилерот е според мене препорака. Евентуално зависи сега и од тенот, знаеш, како тука зависи, меѓутоа ја можам да ја кажам мојата рутина. Мојата рутина е дефинитивно консилер и крем руменило. Тоа е тоа. И лабело секако. За хидратација. Така. Кажи ми, Даниел, еве, скокаме од тема на тема, но се надоврзуваме. Не е страшно. Како е можно некои македонски инфлуенсери да заработуваат повеќе од врвни шминкери и фрисери? И што мисли за ова нова генерација на брзи пари преку TikTok? Сега ќе ти кажам една многу жална, според мене, веста, тоа е дека сум правил калкулации за тоа што ми стигаат соработки, тоест понуди за соработки, дека јас можам да заработувам повеќе од токму тоа, од рекламирањето на производи, на Инстаграм и на TikTok, отколку можеби што заработувам тука месечно. Знаеш како? Меѓутоа на крајот од денот според мене не е важно само колку ќе заработиш, важно и каков кредибилитет си створил. Ја мислам дека луѓето ме препознаваат токму по ова што го работам. Јас сум имал среќа да тоа ме афирмира, никогаш не ме афирмирале ниту скандали, ниту било кој мој колега може. Кај нас е едноставно многу јасно и чисто. Или си добар во тоа што го работиш и истраен, или не си, никој не доаѓа кај тебе. Тоа што јас работам долги години и веќе кажува за истото, тоа зборува нели за квалитетот на мене или било кој мој колега. Меѓутоа социјалните мрежи како алатка за заработка, секоја чест на оние кои што имаат нерви тоа да го прават, јас искрено немам. Освен ова не можам да се замислам во нешто друго, затоа и ги одбивам сите тие. Често луѓето се чудат кога ќе кажам дека не работам реклама на социјални мрежи, освен ако ми е некоја драга, блиска особа каде што стварно сакам да помогнам од срце. Сум прифатил и неколку платени проекти, сега да не глумам јас дека никад ништо не сум зел нели од тоа, затоа што сум имал интерес да видам како функционира. Функционира лесно и едноставно, меѓутоа не е тоа нешто што јас би сакал да го правам. Иако секоја чест на оние кои што заработуваат од тоа и се наслучиле, зашто да не. Секој треба да си користи секој канал што може да заработи, а при тоа никогаш да не загрози некој. Не сум за тоа да рекламираат производи што не ги користеле или не ги пробале. Или доколку тоа го прават само како ајде да кажам како еден поштар да допре до поширока маса, треба да се потенцира, заради тоа што довербата кај луѓето е на крајот од денот сепак најважна, а тоа може само да те направи истраен и да траеш долги години. Кога сме веќе кај TikTok како социјална мрежа, имаме прилика да видиме многу работи на TikTok и стилисти, мејкап артисти под наводници кои немаат завршено ниту еден курс, но имаат многу следбеници и даваат совети. Дали денес повеќе вреди лајк од вистинско знаење? На долга стаза никогаш не може да вреди повеќе лајк од вистинско знаење, бидејќи како што кажав, ние сме работеле долги години за да стигнеме до тоа што сме, иако денеска за нивна среќа е стварно и мене ми е драго што немаат потреба да се мачат оноку колку и ние со години од глас на глас, меѓутоа никогаш не може да се спореди рекламата која си ја добил глас од глас, задоволен клиент од задоволен клиент, од фотографија која што има екстремно многу фотошоп. Пред се тоа би сакал една порака до сите помлади мои колеги, да не прават заблуда кај луѓето, бидејќи самите они кои што тоа го презентираат и на долга стаза себе се уканалуваат со оглед на тоа дека луѓето ќе имаат очекување да го добијат тоа. А ако доколку тоа не е реалната слика, немаме ние ништо што може да ни донесе успех во иднина. Така што супер е и се тоа, меѓутоа важна е, пак ќе кажам, според мене е многу важна и истрајноста колку некој трае. И јас имам колеги кои што
траат долги години кои што никако не сме да се занемари, ниту нивниот успех, ниту квалитет, така што им посакувам многу среќа на сите помлади, меѓутоа многу помалку фотошоп. Даниел, ти си актуелен на TikTok, знаеш понекогаш да извадиш некој интересно видео. Имаше коментари за еден твој TikTok за сметката во Sephora. Беше долга сметката, па сите се прашуваа, не гледа толку што си купил, него колку била сметката. Дали можеш да ни откриеш колку беше сметката, колку чинеа сите тие производи? Знаеш како, јас ова ќе го почнам сега со еден мал вовец, се надевам дека нема да бидам досаден. Меѓутоа, најголем феномен ми е тоа што сите мои социјални мрежи се апсолутно зафатени, иако јас не сум толку многу активен, ајде да кажеме. Ако погледне по датум некој, не толку многу, меѓутоа, се што ќе направам некако се пројдува забележано, што мене до некаде и ми е драго. Иако не ми се допаѓа тоа што секогаш од мене, пошто јас го бараат она колку нештото чини, зашто толку чини, колку чини задниот што прочитав, колку чини часовникот на Даниел, колку чини ланчето на Даниел. Па знаеш како некако се става акцент на многу погрешни работи. Јас сум мејкап артист и мене купувањето на шминка ми е пред се дел од работата. Мислам сите ќе се согласите и сакам да користам изузетно квалитетна козметика заради тоа што мене тоа ме импонира и сакам ми ја прави работата и полесна, и покреативна, и поубава. Сакам да сум апдейтиран, ги следам трендовите. И сметката можам и да откриам, беше околу 1500 до 2000 евра, што е ништо инвестиција од тоа колку ние секој рефил трошиме. Во нашата професија многу често ќе кажат луѓето заработуваат, меѓутоа и многу трошиме на тоа што нели квалитетен материјал за работа и слично. Можеби овие се цифри кои што луѓето се толку пари, знаеш како, меѓутоа ние за конкретно со тој рефил можеш да заработиш доста добро. Меѓутоа е многу важно и да го имаш, дефинитивно. Даниел, знам дека тебе не те тангираат воопшто коментарите што ти стигаат на TikTok, пошто те познавам и знам колку воопшто не може да те погодат. Меѓутоа, јас би сакала да откриеме некои од тие коментари, да речеме под наводници интересни за некои луѓе. Да, може да ми прочиташ и вака, што мислиш ти, кој е најкреативен од тие хейт коментари? Па има коментари секогаш, еве например, грото се позитивни мора да кажам, иако еве некој нема да е лошо и нас да не посвоиш, не ова е окей, пара да ги посвојам, има и такви. Да, има стварно интересни. Еве еден најдов, што ти е со устата од златно талентирано дете, како стане извештачено? Жално, многу жално. За ова разговаравме, немам уште ни ботокс, дечки, на устата имам само хидратација. Тоа исто има прилика да го видат кај мене на TikTok и многу луѓе погрешно го сватија. Коментари, па се знаеш како кога вака одиш, некој пишал не заболе, апсолутно не гледаат. Има и мене многу, само што сега во моментов знаете оно кога ќе добро, овие се веќе има и безобразни, тие се мислам феномени каде што се спомнува само безобразлук, али во главном чекај сега, ќе најдам, ќе отворам баш под видео. Многу време одзема ова. Сатанисти, да има многу работи кои што ги зборуваат, меѓутоа можат слободно да си ги зборуваат, така што нема да им даваме повеќе внимание на негативните работи. Најпоставуваното прашање и најчестиот коментар, од каде му е паршето на Даниел Николовски? Дали Даниел конечно можеш да ни откриеш од каде ти е тоа парше? Знаеш како, па јас сум зборувал толку пати на оваа тема, така што немам проблем да зборувам повторно. Тоа ми е еден од најдрагите подароци кои што ги имам добиено, тоа е родиненски подарок, исто еден од моите најдраги личности во животот и мислам дека е тоа и повеќе од доволно како одговор. Даниел, често те гледаме добро стилизирани, облечен, и сега си моментално. Твојот стайлинг мака малце ми ги боде очите. Да. Па ете саатот, на раквица што ти е. Дали може Даниел да ни открие колку чини неговиот стайлинг во моментот? Патиките сега ги земав од Австрија, некои 190 евра, ако не се лажам.
Зар дури не знам што искрено, не знам колку чинат, стварно не сум некој што ажурно троши пари, што може да ти одговори на се. Меѓутоа сакам добар накид, иако еве што знам тоа е некој алкиче. Дали е тоа златна алка? Да. Колку чини? Не знам. Стварно не знам. И тоа ли ти е подарок? Подарок ми е, се што носам на мене е апсолутен подарок. Супер, Даниел. Битно е како го носиш, колку чини, значи воопшто не е важно. Така да ако некој сака уште нешто да ми подари, пошто често ги коментира тие, ја нема да вратам, само ете така нека или злато или диаманти, обожавам диаманти исто така. Па и може и некој Rolex Plus, што да не. Знае Даниел што сака. А тоа Rolex е така? Да. Datejust 47. Ке прогугламе колку чини. Да го очекувам како најава, така, колку чини часовникот на Даниел, окей, нема проблем. Даниел, кажи ми, ако денес добиеш понуда да работиш во Дубај, ете, или Холивуд, или во некој метрополи низ светот, дали би заминал од Македонија или сепак овде има повеќе пари и луксус, за некој овде е Холивуд? Знаеш како, види, факт е дека јас тука добро заработувам, меѓутоа ќе го тргнам тоа на страна. Јас сум веќе во едни позрели години, не сум јас толку млад како што многу ми намислат, имам 32 години и веќе толку ми е поважен еден друг како да кажам начин на живот, а тоа е да сум меѓу блиските, луѓето кои што изузетно многу ми значат и ги сакам и сакам да ме обкружуваат, така што не знам дали пари би можеле да бидат некоја причина што би ме преселила надвор од Македонија, меѓутоа квалитетот на живот не е на добро ниво. Ние кои имаме глас треба да се залагаме за подоброто на оние кои ќе израснат утре во оваа земја, така да јас се уште мудро се борам овде, се трудам нешто да направам, да подигнам свест колку можам, меѓутоа се надевам дека нема да дојде до таков чекор. Така. Даниел, за твоите соработки со јавните личности спомнавме. Знаеме дека Елена и Антонија ти се едни од поблиските пријателки, воедно соработнички, спомнавме погоре. Ме интересира колку често тие ти знаат да ти споделат ете некои трачи или ете да ти се пожалат, да ти кажат љубовни проблеми, домакински муабети, знаеш ли да ги сослушаш и дали може да ни откриеш некои од тие трачеви? Види, апсолутно се знаеш како за да откријам, онда не би бил апсолутно прав другар. Аз се сметам себе за еден многу лојален пријател, ти ме познаваш, можеш сигурно да се сложиш со тоа. Така што не би откривал ништо, иако нема нешто интригантно да се открие. Мене ми е се уште нејасна онаа прашина која стои дека ако ти си јавна личност ти дома одиш на глава. Не, сите одат на нозе, исто и они се пејачки одат исто така на нозе, имаат исто такви животни проблеми и потешкоти кои секој нормален човек. Така да јас сум секогаш тука да ги поддржам сите мои пријатели, па и нив нели нормално. И не знам што да би додал, а да е поинтересно кога стварно нема нешто такво. Тоа е една, да кажам, повеќе медиумот го прави околу самите нив. Еве, јас ќе ти потпомогнам малце. Имаше пред известно време, Елена беше во стварно лоша ситуација, каде што беше нападната од страна на една личност. Што мислиш за тоа? Како она го преброде сето тоа? Дали споделуваше со тебе нешто? И кое е твоето мислење за тие вандалски напади, да не кажам? Ние кои што сме изложени и ќе се ставаме себе во тој кош, бидејќи последица на мојата професија е колку толку луѓето да имаат знаење кој си ти и како си и те препознаваат, што е нормално кога работиш услужна дејност во волку мала држава. Меѓутоа има и такви кои што стварно не се предвидени да шетаат, а шетаат по улиците на Скопје. Нажалост, се тоа се повеќе и повеќе луѓе последниве неколку години и не знам што друго да би кажал, освен тоа дека се повеќе и повеќе ми е грижа за ја имам внука кој има 14 години, на која што утре ден може да се случи истото. Елена била во овој случај, меѓутоа често се случува и со многу други луѓе. Тука има повеќе внимание дадено само затоа што станува збор за јавна личност. Мислам дека многу повеќе треба да се обрне на безбедноста наша. Даниел, за крај на нашиот разговор би сакала да те прашам малце за твојот љубовен живот. Дали Даниел е заљубен, среќно, тажно заљубен, дали пати по некого или сепак има нели среќна врска? Па заљубен сум. Јас некако
кроз животот љубовта ми е еден таков, ајде да кажам, подвигател. Јас сум едно љубовно човече и секогаш сум заљубен. Буквално не сум имал од можеби 17 години момент каде што не сум бил заљубен, така сум едноставно свој, среќен, исполнет. Имам многу љубов, сакам да давам, сакам и да примам. Така што мислам дека љубовта околу сите нас треба да ја има во континуитет и не прави подобри верзии од себе. Така да на сите им препорачувам да се заљубат, да си дадат шанса на себе да сакаат, да се чувствуваат сакани и да бидат многу подобри луѓе отколку оние што куцкаат негативни коментари за тастатура на интернет. Даниел, ти благодарам за овој прекрасен исцрпен разговор. Ти благодарам што прифати да бидеш мој соговорник. Ми беше чест. Тебе ти благодарам на поканата. Јас уште еднаш ќе кажам дека туку ми е драго што те гледам повторно во оваа улога и ти посакувам многу успеси и да се гледаме само да споделуваме вакви убави работи. Ти благодарам на убавите зборови и се надевам дека во иднина нели ќе се гледаме почесто вака пред камерите на Хајп Македонија. Така е, сето дека разговараме вака убаво, фино, без некои трачеви кои што стварно се ван контрола, јас сум секогаш тука за вас и за вашите гледачи. Јас сум Даниел Николовски, а вие гледате Хајп Македонија.